Добре дојдовте во нашето специјално видео издание, посветено на педиатријата и здравјето на вашите најмили. Денеска со нас се истакнати педиатри од клиниката Жан Митрев во Скопје, кои ќе ни одговорат на некои од најчестите прашања поврзани со здравјето и благосостојбата на децата. Од разликите меѓу вирусните и бактериски инфекции до препораки за зајакнување на имунитетот кај децата. Нашите експерти се тука да ни ги понудат своите стручни совети и насоки. Останете со нас, за да дознаете повеќе за тоа како најдобро да ги чувате и заштитите вашите најсакани и најмили деца. На кој начин се разликува вирусна од бактериска инфекција и дали може би станува збор за алергија кај детето? Симптомите кај една вирусна инфекција, бактериска инфекција или може би станува збор за алергиска реакција кај нашето детенце најчесто се преклопуваат, се преплетуваат и се слични. Како да ги разликуваме? Прва линија на одбрана на нашиот организам представуваат тонзилите, односно крајниците, така да секој контакт со било кој микроорганизам, без разлика дали станува збор за вирус или бактерија, најчесто настанува, се накалемува на тонзилите, се размножува и при тоа предизвикува инфламаторен процес. Како резултат на тоа настанува најпрво хиперемија, односно зацрвенување на грленцето, на тонзилите и на фарингеалната регија, кој што пред се најпрво се манифестира со една болка, кој што е полесна кај вирусните инфекции, додека па силна болка се јавува кога е во прилог бактериска инфекција. Во случај на алергија кај детенцето, освен овие симптоми кои што се присутни со растечено носе, а може да имаме и обструкција на носето, на солзени очиња, зацрвенети очиња, сооток на очните капаци, сето тоа е проследено и со едно чешање на носето и очињата, односно тоа го нарекуваме еден алергиски поздрав од страна на детето. Кои се првите знаци дека на вашето дете му треба преглед кај невропедијатар? Според дефиницијата на Светската здравствена организација, секој дете кое што е изложено на безброј ризик фактори, кои што може да бидат уште пред бременоста, во текот на бременоста, во текот на раѓањето на детето или после раѓањето, практично спаѓа во ризични новородени или ризични деца. Кога зборуваме од аспект на новороденото, ризичните фактори може да бидат многубројни. Тука најчесто се вбројува ниската родилна тежина кај детето, потоа малата гестацијска возраст. Тука спаѓаат различни состојби на инфекции, на жолтици кај новороденото. И апсолутно после тоа е потребно да се направи еден добар и темелен невропедиатриски преглед. Како се докажува кој алерген е причинител за одредена алергиска реакција кај децата и каков совет имате за родителите за справување со истите? За да се отстрани секој сомнеш, дали предизвикувач на одредена алергиска реакција е некој алерген и кој алерген, правиме алерголошки тестирања. Имаме два типа на алерголошки тестови. И тоа алерголошки тестови кои се изведуваат преку крв, односно кожни алерголошки тестови и тестови преку крв. И оваа метода е безболна, трае кратко и е доста ефикасна. Имаме два панели на кожни алерголошки тестови и тоа едната панела е панела на инхалаторни алергени. Тоа значи дека се она што циркулира во воздухот, вклучувајќи и домашна прашина, полен, куче, маче, други домашни животни. И втората палета е нутритивна палета. Тоа се пред се алергени алергени од прехранбени продукти. Кога треба да се дојде на прва невроразвојна проценка? Проценка најдобро е да се случи уште во првиот месец кај новороденото. Се разбира доколку постои можност за тоа. Невроразвојната проценка во првиот месец кај новороденото практично значи дека треба да се процени како тоа дете се храни, дали отпочнало добро да цица, дали стекнало рефлекс на цицање, дали добро голта, како се случуваат тие акти, какви се движењата на детето, дали се симетрични или асиметрични, доколку се случуваат некакви тресења на делови од телото. Треба веднаш да се направи невроразвојна проценка. Се тоа малце специфични, дискретни промени кои што би требало да се забележат и веднаш треба да се побара еден невропедиатриски преглед, бидејќи
Раната диагностика значи ран третман, рано превземање на терапевски мерки и добар терапевски одговор и добар развој кај бебето подоцна во животот. Што треба да представува аларм кај родителите дека нешто се случува со нивното дете? Односно, станува збор за посериозна состојба која бара медицинска помош. Доколку симптомите кај една инфекција, без разлика дали станува збор за вирусна или бактериска инфекција, траат подолго време од вообичаено, доколку се влоши самата клиничка слика, односно повторно настанува пораст на телесната температура и тоа во кратки временски интервали. Значи детенцето качува температура на 3-4 сати, високо е фебрилно или па не мора да биде високо фебрилно, може да биде и благо покачена телесната температура. Имаме промена во дишењето, отежнато дишење на детенцето. Детето исто така е малаксано, вознемирено, адинамично, поспано, може да има оси, повраќање. Сите тие представуваат аларм кај родителите дека нешто се случува кај нивното детенце и при тоа треба да побараат медицинска помош, кој што во најчестите случаи захтева и хоспитален третман. Кои се другите важни причини заради кои детето треба да се однесе на невропедијатриски преглед? Доколку детето имало фибрилни напади, доколку веќе постои установена епилепсија, значи како диагноза, се разбира редовното следење, третманот треба да се следи и понатаму евалуацијата се до моментот на излекување на тоа дете. Други состојби како што се чести главоболки кај децата, се разбира главоболки кои што не се придружени со инфективен синдром, репетирани главоболки, тикови кај децата, исто така изискуваат невропедијатриски преглед. Тука спаѓаат и други психолошки нарушувања, например хиперактивност кај детето и неможност да се воспостави фокус, неможност да се воспостави социјален контакт со детето, се тоа состојби во кои што се изискува невропедијатриски преглед и консултација која што се разбира дека подоцна ќе прерасне во мултидисциплинарна диагностика. Кога е потребно да се даде антибиотик? Антибиотик пред се би сакала да кажам дека е потребно да се даде само тогаш кога имаме докажана бактериска инфекција. Најчесто антибиотиците се злоупотребуваат и при тоа се даваат и при обични вирусни инфекции со цел да се превенираат компликации. Но меѓутоа и покрај тоа што при една вирусна инфекција даваме антибиотик, нема да превенираме настанување на компликација од истата, напротив, може само да наштетиме бидејќи ако дојде до тоа, тогаш антибиотикот нема да делува. Така да, прекомерна употреба на антибиотици, односно злоупотреба на антибиотици доведува до индивидуална како и колективна антимикробна резистенција на истата. Така да, често давање на антибиотици го ослабнува имуниот систем на самото дете и при тоа при секоја наредна инфекција организмот потешко може да се справи со дадената инфекција и да се избори со истата. Кои се другите важни причини заради кои детето треба да се однесе на невропедијатриски преглед? Многу често кај децата се случуваат и нарушувања во текот на спиењето, нарушување во сонот, кои што родителите ги заприметуваат како често будење во текот на спиењето, како ноќни стравови, значи епизоди во кои што детето станува, се буди, односно не е свесно за целата состојба, повторно се враќа во креветот, продолжува со сонот, меѓутоа тука настанало прекин и пореметување на сон. Многу чести состојби кои што исто така се јавуваат кај децата, особено во малата детска возраст, некаде до 13-та година. Нарушување во текот на спиењето, ноќен страв, ноќен терор, тоа се состојби кои што изискуваат добра невропедијатриска проценка и исследување. Родителите често прашуваат што треба да направат за да го зајакнат имунитетот кај своето дете. За да се зајакнет имунитетот кај нашите деца, најефикасни се природни начини на зајакнување на самиот имунитет. Што подразбира тоа? Тоа подразбират една избалансирана исхрана која што е богата со овошје, со зеленчук, со месо, протеини, потоа често изложеност на чист воздух, на планина, прошетка со нашите деца, добар и квалитетен сон,
Потоа исто така тука би можеле едино да воведеме од суплементи витамин С, витамин Д, кои што делуваат како антиоксиданци и учествуваат во разни други оксидативни процеси и како коензими. Витаминот Д исто така особено сакам да потенцирам дека е многу битен во изградба на самиот имунитет, бидејќи делуваат како имуномодулатор и значи пред се е битен бидејќи не делува само во општиот раст и развој кај самото детенца. Во рамките на клиниката Жан Митрев можеме да овозможиме целосна обработка, исследување, диагностика и терапија со тераписки пристап на сите деца кои што се од 0 до 14 години, благодарение на тимот од 3 педиатри и големиот тим кој што опфаќа голем број на субспецијалности и специјалистички дејности кои што дополнително се грижат за нашите мали пациенти. Во клиниката имаме услови и за дневна болница, и за хоспитален третман. Ви благодариме што бевте дел од оваа епизода. Се надеваме дека информациите и советите од нашите искусни педиатри од клиниката Жан Митрев ви беа корисни и поучни. Запомнете, здравието и добриот развој на вашите деца се наш приоритет. Не двоумете се да побарате стручна помош кога е потребно. И заедно можеме да го обезбедиме најдоброто можно здравствено обкружување за нашите најмлади. До следното видео, чувајте се и бидете здрави!